Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Половина час за настаните кои го одбележаа правиот понеделник во март. Во посета на Делчево денес беа председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и заменик председателот на СДСМ Радмила Шекеринска. Проектот за отворање на нова детска градинка во Штип е одобрен. Останува да се одреди под чија ингеренција од штипските градинки ќе биде новата детска градинка. Жената со своето активно учество во општеството ја има улогата на посилен, а не понежен пол. Равноправноста на жените во Македонија се гледа и во нивната застапеност како кандидати во изборите. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денешната посета на Делчево ја започна на местото каде почнаа градежните активности за реконструкцијата на патот Делчево-Голак, каде најави дека изградбата на патот е од огромно значење за туристичкиот развој на Делчево, бидејќи наскоро ќе треба да започне и изградбата на ски центарот во Голак. Во тек се градежните работи за рехабилитација на регионалниот пат Делчево-Голак, патен правец во должина од 10,5 километри, кој ќе биде широк 4,5 метри со вредност од 1,3 милиони евра. За текот на градежните работи на оваа делница денес лично се увери и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој освен реализацијата на овој проект ја најави инвестицијата во подобрување на услови за скијачки центар на планината Голак. Посебно што акционерското друштво во државна собственост МЕФСО планира најпрви ова лето да почне градба на скијачки центар во Берово, а некаде следното лето, односно следната година, да гради овдека во Голак, исто така скијачки центар. Не се сеќавам точно колку беа инвестициите, но од сеќавање памтам дека беа помеѓу 3-4 милиони евра и во Берово, и овде во Делчевско на Голак, во скијачки центри, така што патот заедно со скијачкиот центар ќе станат атрактивни и за некој да го земе одморалиштето, да го купи и да го уреди, а сето тоа пак ќе помогне за развој на туризмот и на луѓето што живеат во овој регион, но и пошироко. Денешната посета на Делчево, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја искористи да изврши увити во градежните работи за доградба на детската градинка Весели Цветови, за чија доградба преку Светска банка и буџетот на општината се инвестираат на 21 милион денари. Очекуваме за месец до 2 да биде завршена и од септември да ги прими децата, ќе прими 100 деца дополнителни. Сега преполне капацитетот на моменталната градинка, така што толку има практично деца кои што се на листа на чекање да бидат примени во градинка. Селата град и Вирч исто така беа на агендата на председателот на ВМРО ДПМН, села каде што заврши изградбата на локалниот пат Стамер, град Вирче во должина од 3,2 километри со инвестиција вредна 21 милион денари. Во овие две населени места во тек инвестиција на канализација, која што е инвестиција преку Министерството за транспорт, и во селото Винче и во град при крај е изградбата на канализацијата. Тоа е многу значаен проект за нив. А исто така ќе биде асфалтиран патот после завршувањето на канализацијата и плюс ќе биде изграден уште по еден пат. Посетата на Делчево ја заврши со посета на фирмата Рудине, која е еден од најголемите корисници на ИПАРД програмата во Македонија. Компанијата е во фаза на обнова на својата опрема и затоа има искористено доста средства од ИПАРД програмата, која што овозможува ова влада. Така што ми кажаа дека досега на 2 пати искористиле средства. Тие се најголем, како што кажа собственикот, тие се најголем контрибутор, значи искористувач на средства од ИПАРД програмата, а сега веќе планираат трет проект со кој што ќе инвестираат во својата компанија, каде што ќе имаат поддршка од ИПАРД програмата. Во рамки на посетата на Делчево, председателот на ВМРО ДПМН се осврна на проектот Македонија вработува, преку кој од неговиот почеток до сега во Македонија се вработени 22.400 лица. Во рамки на посетата на Делчево, Груевски исто така се осврна на проектите кои ќе бидат наменети за младите лица во Македонија, преку кои очекува во наредните 2 години во градежништвото да влезат 40 милиони евра. Освен председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, денес во посета на Делчево беше и заменик председателот на СДСМ Радмила Шекеринска.
За избирачкиот список во Делчево беше презентиран предлогот за единствен регистар на жители и гласачи во Македонија. Радмила Шекеринска од Социјалдемократскиот сојуз денес се сретна со своите сопартици и граѓаните во Делчево. Незината цел, како што рече таа, била да се утврдат насоките на действување на раководството на Социјалдемократскиот сојуз во Делчево во наредниот период, но и да се презентира дел од програмата. Според Социјалдемократскиот сојуз мора да се воведе ред во избирачкиот список, а нивниот предлог е воведување на единствен регистер кој ќе овозможи точен увид на тоа кој и колку луѓе живеат во Република Македонија. Денеска сум во посета на Делчево, заедно со уште некои колеги и колешки, за да разговараме со граѓаните за проблемите кои ги мачат, ама и за решенијата кои заедно ги испишавме во текот на минатата година. Овие денови најактуелна тема помеѓу сите граѓани на Република Македонија се разбира дека е хаосот кој што стана видлив, а владее веќе со години поред со избирачкиот список. Фантомски гласачи се најдени во Скопје, фантомски гласачи најдовме и во Делчево, и во Берово. Нема општина во Македонија во која не ни се случи граѓаните преку ноќ да откријат дека некој со нив го дели станарското право. Ние сметаме дека овој хаос во избирачкиот список мора час поскоро да се коригира. Меѓутоа, во нашата програма вметнавме решенија кои што ќе спречат било кога ваквите работи да се случат во Македонија. Затоа во нашата програма предвидуваме единствен електронски регистар со кој целосно ќе биде јасно кои луѓе живеат во Македонија, колку се, кои се и никој нема да може веќе да го злоупотребува нивниот избирачки глас. И не само тоа, на ваков начин ќе им овозможиме на сите граѓани полесно да дојдат до своите права, наместо да шетаат од шалтер на шалтер и од институција на институција, трошејќи го и своето време, а трошејќи ги и своите пари. Комисијата за еднакви можности на општина Штип достави иницијатива до Министерството за труд и социјална политика за отворање нова градинка. Проектот е одобрен, се знае локацијата каде ќе се гради. Останува да се одреди под чија ингеренција од штипските детски градинки ќе биде, Астибо или Вера Циривери Трена. Некако коинцидентно во пресрет на 8 март, денот на жената, седница одржаа членовите на Комисијата за еднакви можности при општина Штип, на која беа презентирани реализираните активности во текот на 2015 година. Она што е најзначајно во однос на подобрувањето на секојдневието на жените од Штип со редовно работно време е иницијативата која оваа комисија ја поттикна за изградба на нова детска градинка. Иницијативата е доставена до Министерството за труд и социјална политика и веќе е одобрена. Ние како Комисија за еднакви можности го изложивме тоа како иницијатива на една од тие обуки на кои што присуствувавме и секако иницијативата беше поднесена и до Министерството за труд и социјална политика од страна на градоначалникот, општинската администрација која што го изнесе тоа и беше прифатено како добра иницијатива, така што во наредниот период ќе се изгради нов објект во кој што ќе имаме поголем капацитет на сместување на дечињата. За новиот објект кој ќе биде лоциран во населбата Сењак, од буџетот на општината се предвидени 200.000 евра. Опремувањето на детската градинка со потребните елементи ќе биде обезбедено од страна на Министерството за труд и социјална политика. Од останатите активности на комисијата во текот на 2015 се издвојуваат и застапеноста на жените во голем број проекти кои се реализирани од страна на општината, како и застапеноста на жените при вработувањата. Виничани се поимуни на сезонскиот грип. Со 500 потрошени вакцини лани и годинава хронично болните пациенти полесно ги надминуваат варијациите во температурата. Виничани се покажаа како отпорни на грипот во однос на соседството. Бројките на заболени се минимални. За 5 месеци матичните лекари пријавиле 13 пациенти со симптоми на грип, но со респираторни инфекции за само недела дена стигнале преку 300 пријави. Вкупно заболени до 7 март се 13 пациенти, односно матичните лекари кои што ја имаат должноста да пријавуваат до нашата служба, заболени или сумнителни лица од грип е 13. Тука сакам да истакнам дека таа бројка не е голема и кореспондира со минатите години. Меѓутоа, инфекциите на горно-респираторни и инфекции на долно-респираторни патишта бележат еден нагорен тренд.
Ние од почетокот на октомври до сега потрошивме некаде околу 500 вакцини, кои што се вакцинирани луѓето кои што имаат потреба од тоа и кои што сметаме дека е потребно да се вакцинираат и да се заштитат од грип. И секако дека таа бројка не е мала и таа бројка има директно влијание врз бројката на заболени од грип. Значи таа бројка од 13 Виница е отпорна на сезонскиот грип, но не и на заразните заболувања. И од почетокот на 2016 пријавени се 6 случаи на варичела и по еден случај со шуга и хепатит тип А. Повеќе од 90% се искршени и украдени крстовите на новиот дел од гробиштата во Кочани. Вандалскиот чин предизвика немир кај жителите, кои бараат поголема одговорност од службите на комуналното претпријатие Водовод. Кршењето на крстовите од православните гробишта во Кочани предизвика немир меѓу жителите, роднини на починатите. Крстовите се украдени на повеќе од 90% од гробовите кај новиот дел на гробиштата, а луѓето забележале непосредно пред задушница кога отишле да ги измијат гробовите. Вознемирени се затоа што довербата се губи меѓу луѓето. Досега, освен крадење на цвеќињата, поголеми инциденти немало, но сегашниот проблем многу ги вознемири граѓаните, од кои некои и ги виделе сторителите на делото. Бидејќи ги искршиле, се претпоставува дека ги крадат за огрев. Освен болката за своите починати, сега на граѓаните ситуацијата дополнително и финансиски им е отежната. Прво што приметив беа расфрлани тука сите вазнички цвеќиња тие работи, ама си помисли дека е од ветерот, да, дека во вторникот дуваше многу ветер како и се. Меѓутоа потоа приметив дека го нема крстот на гробот на татко ми и тргнав надолу по патеката да видам да не случајно го однел ветерот надолу. Меѓутоа кога тргнав надолу приметив дека скоро сите крстови, 90% од крстовите на гробиштата ги немаше и ми стана чудно што всушност се случило со крстовите и во тоа време дојде и соседот овде што е до соседниот гроб. И го прашав комшија да не знае случајно што се случило со крстовите и тој ми кажа, вика, не барајте за џабе крстовите, вика, ги нема сите, вика, ги однесоа, вика, жамедни луѓе, вика, тие сите редом ги собраа крстовите, ги искршија, ги ставија во една количка и ги однесоа. Тој рече, вика, ги искршија, тој им рекол, што правите, рекол, што тие тебе, гајле и си одминале, ги ставиле во количка и ги однеле. Најверојатно е за огрев сега, дека ладно беше тие денови, може и за тоа да е. Граѓаните повикуваат на поголема одговорност на службите во комуналното јавно претпријатие Водовод. Сакам да упатам еден апел да се поведе ред кои се тие луѓе, зошто го прават тоа во крајен случај, затоа што ние уредно поштено си плаќаме се одржување на гробиштата на Водовод, нели, тие ни наплаќаат влез на гробишта кога ќе почине некој, кога се прават споменици, исто така влесни се наплаќа се. И сега сме погодени од овој момент. Значи тоа е повеќе чувствителна тема отколку што е од финансиска гледна точка. Директорот на Водовод Лјупчо Папазов рече дека имаат поставено стражарска служба кај Стопански двор, непосредно до гробиштата, и дека ова не е прв пат да се случуваат немили настани, затоа што повеќе пати се кршени и надгробните споменици на починатите, каде што службата ги има фатено сторителите. И за ова ќе преземат посериозни чекори да се зачуваат гробовите. Дванаесет лица згрижени во дневниот центар во Виница во нов и освежен екстериер ги прават последните подготовки во пресрет на утрешниот празник. Среќен 8 март, мамо! Декоративни честитки со силни пораки утре ќе испратат и лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Грижливо, но и еуфорично, тие денес со сета енергија од нивниот креативен потенцијал ги пишуваа убавите зборови, а некои ги совладуваат техниките на плетењето. Како и секоја година спремаме честитки за мама, со среќен 8 март, мамо, изготвуваме за секое дете посебно, некакви украси за дневниот центар. После 9 години од отварањето на оваа институција во Виница, во која дневна грижа добиваат 12 лица со попреченост, пред неколку дена заврши реконструкцијата од страна на Министерството за труд и социјална политика. Се смени подот, значи се постави ламинат во двете занимални и во трапезаријата. Кровот е сменен на едната занимална, значи на постарата. Струјата е сменета, осветлување скоро и да немавме во некои делови предходно, значи во ходникот и во вецињата, сега е сменето.
Друго, значи избелено во целиот дневен центар, што е супер после 9 години. Во подобрување на интериерот ќе бидат искористени средствата кои беа собрани од божикниот концерт кој го организираа група млади актери и пејачи од градот. Зголемувањето на квотата на застапеност на жените на кандидатските листи за избори е најзначајниот успех кој во нашата држава е постигнат во текот на 2015 година во однос на рамноправноста на жените. Ова е заклучокот на невладините организации кои се занимаваат со подобрувањето на женските права. 8 март е ден кој го одбележуваат припадничките на женскиот пол. Конкретно, ја одбележуваат рамноправноста и еднаквоста со машкиот пол. Во однос на тоа колку е подобрен статусот на жените во државата во изминатата година, од невладината ехо од Штип дознаваме дека имало голем напредок. Интересна битка која резултирала со извојуван успех. Во 2015 успеавме да добиеме зголемување на квотата на застапеност на кандидатските листи на жените од 30 на 40%. Значи, најмалку 40% на кандидатските листи за избори треба да бидат припаднички на женскиот пол. Наша цел е целосна рамноправност на жените и мажите во општеството, затоа што само во општество во кое што постои целосна рамноправност, еднаквост, недискриминација и правда, секоја индивидуа може да го живее својот живот во полн потенцијал. Битката за економска, политичка и социјална еднаквост и рамноправност помеѓу половите трае повеќе од еден век. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави. На 19 март 1911 година овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. Киров сподели интересен податок кој се случил една година подоцна во Америка и направи паралела со случувањата во денешно време во Штип. Од 1912 во Масачусетс, Соединетите Американски држави, каде жените, текстилните работнички, излегле да протестират под слоганот "Сакаме леп, но сакаме и рози". Значи, поставиле едно политичко барање за достоинствени услови за работа, поголеми плати, но и почит. Исто така Штип е центар на текстилството и нашите мајки, сестри, жени треба да бидат еднакво почитувани на работните места, да имаат еднакви плати за еднаква работа со мажите, да бидат заштитени во текот на родителството и мачинството. Благица Киров додава дека е потребно жените во целост да ги уживаат сите права кои им ги гарантира Уставот, права кои ќе допринесат за нивна полова рамноправност и еднаквост, како на државно, така и на локално ниво. Денес во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип се одржа промоција на книгата "Политички коректна поезија". Промоцијата привлече внимание кај помладата популација, имајќи предвид дека содржината на книгата е токму од секојдневието. Денес во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип се одржа промоција на книгата "Политички коректна поезија" и представување на поетесата и слемерка Елена Перенџова. Книгата што овој пат ќе ја промовираме, ја промовираат директорката Милена Ристова Михајловска и театарскиот критичар и писател Трајче Кацаров. Издадена е лани, насловот на книгата е "Политички коректна поезија", се занимава со обработува некои социјално љубовни теми и е полна со сарказам и иронија, исто онака како што пецка самиот наслов. Промотори и представувачи на поетесата беа магистар Трајче Кацаров и директорката на библиотеката магистар Милена Ристова Михајловска. Това промоција и представување го реализираме во соработка со Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Морам да истакнам дека Елена Перенџова е истакната како поетеса и како слемерка, автор и изготвувач на антологијата на жени поетеси во Република Македонија. Таа антологија треба да излезе, да биде отпечатена во првата половина од 2016 година, инаку е еден од уредувачите на антологијата на современата авангардна поезија и автор на списанието Современост. Промоцијата беше дел од осмомартовските денови на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип по повод месецот на жената. Инаку, колку за подсетување, утре 8 март е овозможено бесплатно членство за сите девојки и жени во Штипската библиотека.
Северна Кореја се закани со превентивен нуклеарен удар на правдата против Јужна Кореја и САД, доколку тие две држави спроведат денеска планирани заеднички воени вежби, соопшти Врховната команда на Народната армија на Кореја. Пред неколку дена Пјонгјанг отфрли санкции на СБ на Обединетите нации како неправедни, незаконски и неморални и упати закани дека и понатаму ќе го јакне својот нуклеарен арсенал. Јакнењето на нашиот нуклеарен арсенал е легитимен начин на искажување на нашето право на самоодбрана, што ќе продолжи се додека трае непријателската американска политика, соопшти севернокорејското МНР. Лидерот Ким Џонг Ун нареди нуклеарниот арсенал во државата да биде во приватност, за да може да се употреби во кој било момент. Невремето кое деновиве ја зафати Србија како и регионот, а доаѓа и кон нашата земја направи големи проблеми. Во Србија се прелеа 2 реки поради што фабрики и домови се под вода. Се прелеа реките Моравица и Бјелица, поради што поплавени се повеќе од 500 хектари земја. Водата влегла во десетина куќи во повеќе населби. Во овие места немало електрична енергија. Екипите кои биле на терен интензивно работеле на санирање на штетите. Австрија на почетокот на неделата ќе испрати 20 тони помош за Грција со цел полесно да се избори со мигрантската криза, најави австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микал Лајтнер. Пратката, како што се наведува во соопштението, ќе содржи кревети, хигиенски сетови и ќе биде испратена со 3 шлепери. Австрија со приемот на 90.000 бранители на азил минатата година даде голем хуманитарен придонес за надминување на мигрантската криза. Во последниот подготвителен натовар со 1:2 тимот на Брегалница од Делчево беше поразена од тимот на Академија Пандев во рамки на подготвителните надпревари пред стартот на третолигашката фудбалска сезона. Надпревар во кој гостите во целост доминира, а единствениот погодок за домакините го постигна Игор Жежовски. Инаку пролетниот дел од третата фудбалска лига започнува на 13 марта во првото коло. Работник е домакин во дуелот со Слога. Брегалница Голак ќе го пречека тимот на Карвинци. Беласица е домакин во дуелот со САС од Македонска Каменица. Академија Пандев ќе биде домакин во дуелот со Баби, додека Плачковица, лидерот по првиот дел од сезоната, му гостува на тимот на Напредок Здравје Радово. Една победа и 2 порази е билансот на ракометниот клуб Делчево, кој викендов продолжи со надпреварувањата во младинска, пионерска и кадетска конкуренција. Победа забележа младинската женска екипа која со 42-22 славеше над тимот на ракометниот клуб Бисинов од Велес. Надпревар во кој во текот на целиот меч тимот од Делчево ја имал иницијативата и заслужено славел рутинска победа над тимот од Велес. Во останатите надпревари во женската пионерска лига, ракометниот клуб Делчево беше поразен од екипата на Куманово со 19-14. Исто така пораз забележа и кадетите кои што иако имаа прво одлично полувреме не успеа да го издржат наметнатото темпо на ракометарите на Металурги, беа поразени со 32-19. Во следното коло кадетите ќе играат надпревар со Вардар од Неготино, пионерките ќе гостуваат на тимот на Кожувчанка од Штип, додека останатите екипи се слободни. Ова е се во ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.